Почитувани гледачи, на спортска мрежа правиме една од двете анализи за третата македонска фудбалска лига Исток. Ова е анализа во која што ја анализираме табелата во овој третолигашки регион, како одигра третолигашите на Истокот, кој како стигна до тој пласман кој што го има за време на сегова зимска пауза. Меѓутоа ќе погледнеме и листа најдобри стрелци во трета лига Исток, во на втора анализа која што сега најавуваме за кој што ќе реализираме во следниот период, а тоа ќе биде од аспект на статистики подетелни за трета лига Исток, жолти и црвени картони, најбрз погодок, како паѓале погодоците по кол и така натаму, доста информации кои што ги сублимираме во една нова анализа на трета лига Исток. Во анализа, како што кажав, ја анализираме табелата да видиме кој како одигра во тој есенски дел, од аспект на учинокот кој што ги имаат екипите, на таа гол разлика која што имаат реализирана, која екипа има најдобра одбрана, која екипа има најдобар напад. И на крај ќе ја завршиме анализата со листа на најдобри стрелци. Одеме да ја проследиме табелата и да ја направиме таа анализа на табелата во третата македонска фудбалска лига Исток. Позади мене е табелата од третата македонска фудбалска лига Исток и она за која што зборувавме е тоа дека фаворитот Слоговинец ја оправда целта, заврши на првото место, стана есенски шампион во третата македонска фудбалска лига. Слоговинеца која што е предводена од искусниот штипски стратег Емил Грнев има учинок од 8 победи, 1 пораз, тоа е пораз од екипата на Карбинци, со постигнати 36 погодоци. Всушност Слоговинеца го има најдобриот напад кој што има реализирано 36 погодоци. Примени се 6, има гол разлика од плюс 30 со 24 бодови на своето конто. Слоговинеца веќе од овој момент натаму со мислите насочена кон тој бараш надпревар. Екипата ќе има квалитетни засилувања 4 до 5 во сите линии во следниот период, со тоа што веќе ќе треба сериозно да размислува за тој бараш надпревар, бидејќи е како еден вид на финале и она за кое што реализиравме многу емисии во изминатиот период, а тоа е дека баражите мораат да бидат укинати. Не може екипа која што е шампион и кој што по автоматизам треба да има пласма во повисок ранг на надпреварување да зависи од еден бараш надпревар. Случајот многу пати кој што го зборувам со Влазерими, 2 години поред е шампион во трета лига Запад, 2 години поред не ги поминува тие бараш надпревари. Истиот случај што беше лани со Куманово и со Корапи, во минатото имало многу број на такви случаи. Останам на ставот дека треба да се променат границите на трета лига, да имаме 3 региони поквалитетни, 3 влез, 3 излез, се направи директен пласман. Може во тој случај второпласираните од таа трета лига би требало да играат некој бараш надпревар, меѓутоа шампионите мораат да имаат директен влез во втората македонска фудбалска лига. Овче Поле кој што токму играше исто така бараш со Расими кој што го загуби убедливо тој бараш надпревар. Расими сега е член на втората лига Исток, предводен Вилдан Селију бележи одлични резултати во втората лига и во врвот од втората македонска фудбалска лига. Овче Поле во ова есенска полусезона заврши на второто место, ученик има 5-2-2, односно 5 победи, 2 неречени, 2 порази, 20 постана погодок, втор најдобар напад и 8 примени погодоци, втора најдобар одбрана со плюс 13 гол разлика и 17 бодови на своето конто. Забележувате на табелата трето и четврто место Хоризонт Турно и Брегалница, два повратници во трета лига Исток. Хоризонт Турно кој што во минатото беше член на првата македонска фудбалска лига, беше вице шампион во фудбалската елита на Македонија, настапуваше и во Европа, играше квалификации европски, меѓутоа по некои турбуленции доста и го немаше, па се враќаше и сега одново се враќа Хоризонт Турно во сениорска конкуренција, поточно во трета лига Исток. Екипата на Хоризонт Турно во случајно 4-3-2, односно 4 победи, 3 неречени и 2 порази, заврши на третото место со 15 бодови, 15 постигнати, 12 примени погодоци плюс 3 е учинокот кој што го има оваа екипа, додека пак екипата на Брегалница Делче кој исто така е повратник во трета лига Исток по една година, има учинок од 4-2-3, 13 постигнати и 11 примени погодоци плюс 2 позитивна гол разлика и 14 бодови на своето конто. На петото место екипата на Малеш од Беро, кој што всушност и во последното коло славеше во тоа пијанечко мелешевско дерби против Брегалница со минимални 0-1, 4-1-4 тој учинок, 8 постигнати и 15 примени погодоци, 8 е всушност и најслабиот напад на Малеш, минус 7 гол разлика, 13 бодови. Од аспект на Брегалница Делчево кажавме дека таму се вратија луѓе кои што и како добро го познаваат фудбалот. Разговарахме со Даниел Гоцевски, амбициозни млади луѓе кои што одлично го познаваат фудбалот, кои што имаат план од 5 години како да се развива клубот, меѓутоа од аспект на санација и реновирање на градскиот стадион и подобрување на самата инфраструктура на градскиот стадион во Делчево, така да имаме позитивни вибрации, позитивни ветрови дуваат во Брегалница Делчево.
Дојран Скоезор заврши на 6-то место, 3-3-3 учинок, 16 постигнати и 19 примени, минус 3 гол разлика, 12 бодови. Карвенци кој што минатата сезона беше последен, сега е на 7-то место со 11 бодови, 3-2-4 тој учинок кој што ги има 11 примени, 11 постигнати поголици, 0 гол разлика и веќе ги гледате оние екипи кои што се во тој долен дел од таа табела во трета лига исто, каде што имаат едноцифрен број на поголици. Светлос од Зрновци кој што лани беше шампион во општинската фудбалска лига на Кочани, тука е искусниот Владко Коцев кој што ја води таа млада екипа како искусен фудбалер кој што го пренесува своето знаење, заврши на 8-то место, 2-2-5 учинокот, 10 постигнати, 22 примени поголици, минус 12. Светло Зрновци во пролетниот дел со некои промени кои што ќе ги има таму од аспект на играчи, неколку заселувања како што дознаваме некои информации, очекувам дека ќе биде во погорниот дел на табелата. Ударникот Пирала заврши на предпоследното место, 2-1-6 е учинокот кој што го има 11 постигнати, 20 примени поголици, минус 9 со 7 бодови. Тивери од Струмица заврши на ното од табелата, 2 победи, 7 порази. Всушност Тивери има најмногу порази, 11 постигнати, 28 примени поголици, најлош одбрана има Тивери со минус 17 и 6 бодови на своето конто. Всушност во последното коло Ударник триумфираше и со тоа го напушти дното од табелата во трета лига Истока. Од аспект на испаѓањето, последните две екипи испаѓаат според правилникот и пропозициите кои што е од страна на Фудбалската федерација на Македонија. Третите региони, односно третите лиги кои што бројат до и 12 екипи испаѓаат последните две, оние над 12 испаѓаат последните три во случајот трета лига Југ и трета лига Север кои што имаат по 14 бодови. Меѓутоа на Југот имаме две откажени екипи, така да ќе зборуваме понатаму и за тоа дека можеби тоа прекројување на границите со три региони каде што ќе има поквалитетни екипи, ќе се избегне тоа сценарио да имаме екипи кои што започнуваат па после 3-4-5 кола ја напуштаат лигата или немаат финанси или не можат да продолжат, немаат играчи, тука настанал тотален хаос, па се случува да имате како во трета лига Југ сега секоја коло по две екипи слободни. Ова е табелата во трета лига исто како што кажав, може да се случи некој од екипите да остане, како што беше лани Карвенци, доколку нема како да се пополни самата лига. Хипотетички, ајде да направиме на еден пример, доколку Вардарски Осогово испадна, тие територијално припаѓа на трета лига. Исто во тој случај имаме 12 екипа, ако Слоговиница не влезе во преку тој бараж во втора лига, ако влезе основат 11 екипи, 3 слободни места, 4 општински фудбалски лиги имаме во најава дека таму ќе се играат во Гевгелија, во Валандово, Провиштип и Кочани, доколку некој од тие општински фудбалски лиги или шампионите на тие општински фудбалски лиги нема амбиции за влез во трета лига, тогаш Исток тогаш остануваат празни места, па може последните две екипи кои што ќе останат тука со одлука на раководство на трета лига Исток, овие последните две екипи кои би биле во случајот ќе може да останат како што беше лани случајот со Карбенци, во секој друг случај доколку се пополни лигата со екипи кои што играле во таа општинска фудбалска лига, со екипи кои што ќе испаднат од втората лига, во тој случај веќе ќе имаме испаѓање од трета лига Исток. Ова е табелата за трета лига Исток, како што кажав. Слоговиница дефинитивно во пролетниот дел со тие квалитетни засилувања ќе го потврди тоа прво место и ќе се подготвува за баражот. Ова беше табелата, сега одиме да ја проследиме анализата која што ќе ја направиме на листа на најдобри стрелци во трета лига Исток.
Откога направивме анализата на третата лига, односно на табелата во трета лига, следува таа анализа и на листа на најдобри стрелци. Ова е комплетната листа на најдобри стрелци кои што имаат постигнато најмногу број на погодоци. Игор Георгиев од екипата на Слога Виница е на врвото од оваа листа на најдобри стрелци со 9 постигнати погодоци. Како што кажав, со оглед на фактот дека трета лига исток тука таа доминација која што имаше Слого со најдобар напад, логично дека поголем дел од играчите во врвот бил токму од Слога Виница. На второто место Октај Амедов исто така од Слога Виница со 8 погодоци, колку што има и Дарко Нацев кој што е најдобар стрелец на екипата на Овче поле од Свети Николе. Петер Илиев со 7 погодоци најдобар играч на Доиранско езеро и веднаш однова пак имаме играч на Слога Виница, тоа е Кристијан Ристовски од екипата на Слога Виница, па доаѓа Димитар Стојановски од Овче поле со 6 погодоци, Александар Илиев од Брегалница со 5 погодоци, Никола Трајков со 5 погодоци, најдобар стрелец на Тивери од Струмица кој што е на дното од табелата во трета лига исток. Понатаму доаѓа Глигор Јанкулов од Дојранско езеро, па Владко Коцев кој што е најдобар стрелец на Светлос од Зрнавци со по 4 погодоци. Во овој дел имаме листа на стрелци кои што имаат постигнато 3 и 2 погодоци. Тука е Михаил Војнов од Слога Виница, Васко Коцев, Дарко Николов, Маријанчо Пачарски од Малеш кој што е најдобар стрелец на Мареш, Јордочен Трендафилов, Александар Черкезов кој што е најдобар стрелец на Хоризон на Турново со 3 погодоци и она листа која што следуваат надолу. И сега од аспект доста играчи имаат и по еден погодок кој што имаат постигнато. Имаме еден автогол постигнато во трета лига исток, тоа е автоголот на Живко Гоцев од Хоризонт Турново. Ова беше накратко оваа анализа, може да се задржиме во тој прв дел тука од листа на најдобри стрелци. Како што кажав, Игор Георгиев, Октај Амедов, Дарко Нацев, Петер Илиев ќе бидат играчите кои што всушност ќе се борат да биде најдобар стрелец во трета лига исток. Овие 4 играчи веќе се издвојуваат, можеби до некаде тука и Кристијан Ристовски и Димитар Стојановски, меѓутоа повеќе ми се чини дека акцентот ќе биде на Георгиев, Амедов, Нацев и Илиев, од тоа што Слога Виница ќе има двајца од тие играчи, еден ќе има Овче поле, еден Дојранско езеро, кои што ќе се борат да бидат најдобри стрелци во трета лига исток. И ова беше накратко на анализа на листа на најдобри стрелци во третата македонска фудбалска лига исток. Претко направивме табелата, одиме со кратка одјева и да ја најавиме следната анализа која што ќе биде посветена на подетелните анализи кои што ги кажав, односно статистики од аспект на најбрз погодок, како погодоците паѓале по кола, жолти, црвени картони, некои други експлозивни информации кои што ќе останеме во неизвестност да ги проследиме и да ги дознаеме во следната анализа за трета лига исток. Почитувани гледачи, ова беше се што подготвивме за трета лига исток, анализа на табелата и листа на најдобри стрелци. Од сега натаму закажам уште една анализа која што ќе ја посветиме на статистиките за оние жолти и црвени картони, најбрз погодок и некои други експлозивни информации за трета лига исток. Она што како резюме можеме да го кажеме дека Слога Виница ќе веќе размислува на тие заседувања кои што ќе бидат потребни за да го подиме квалитетот на уште повисоко ниво за тој бараш надпревар. Останав на ставот дека бараш надпреварите мора да бидат минути веќе дури од следната сезона да имаме директен влез од трета во втора лига. Останав на ставот дека треба да се прекорат границите, да имаме 3 квалитетни региони во трета лига. Со оглед на фактот дека гледаме во трета лига Југ започна 14 екипи, 2 веќе се откажа, во секоја коло има по една од 2 слободни
екипи во останатите региони, имаме екипи кои што се веќе од аспект на финанси нестабилни и резултатски се можеби пред откажување. Ќе имаме некои информации за тоа, ќе видиме што ќе донесе стартот на пролетната полусезона. Ми се чини ќе имаме откажување на уште неколку екипи во третата македонска фудбалска лига. Исто и тоа го отвара прашањето 3 региони со поквалитетни екипи, сите останати во некоја регионално надпреварување или таму каде што има услови за општинска фудбалска лига. Она што ми е особено мило и драго што во Брегалница Делчево конечно имаме луѓе кои што и како го сакат и го познаваат фудбалот. Разговарав со Даниел Гоцевски со 5 годишен план Брегалница Делчево покрај работа со младинските категории производство на домашни играчи. Всушност од Делчево ќе стави акценти на подобрување на самата инфраструктура на градскиот стадион во Делчево, и она што можам да го спомнаме дека ставот на поголем дел од тренерите на екипите од трета лига исток е дека мора да има трокружен систем на надпреварување, доколку останати вака 10 екипи во следната сезона, бидејќи 9 кола по полусезона или вкупно 18 се премногу малку за да се добие некој квалитет пред се потребен квалитет за тој бараш надпревар. Ова беше се што подготвивме за трета лига. Исток, не заборавајте да се пратплатите на нашиот YouTube канал Спортска мрежа подкаст и понатаму да ги следите најновите случувања од македонскиот спорт.